Прашањето за процентите денес кулминираше во дебатата меѓу пратеникот на Европскиот фронт Скендер Реджепи Зејд и премиерот Христијан Мицкоски. Реджепи, подсетувајќи го премиерот Мицкоски на неговите изјави за поддршка, додека бил во опозиција, побара да се изгласаат уставните измени со кои би се отстранила формулацијата 20%, што се однесува на албанскиот јазик во Уставот. Në Kushtetutin e Maqedonisë së Veriut ekziston një nen që shqiptarët janë të gjua shqipe është e përkufizuar si gjua e 20%. Kjo është e turpshme për mua si shqiptar, kjo është e turpshme për kombin, për historinë time, për identitetin tim, për kulturën time, për harmoninë ndëretnike është e turpshme. Edhe që është më e mira që në vitin 2020 kryeministri ka deklaruar që nuk është në rregull që një popull të cilësohet me përqindje. Ka qenë deklaratë e kryeministrit dhe ka qenë dakord që pse mos ketë ndryshime kushtetuese që kjo të shndërrohet në gjuhën shqipe. Bile në 2022 të njëjtën e ka konfirmuar. Pyetja ime është kryeministër, a jeni të gatshëm të bëjnë ndryshimet kushtetuese, ju ta filloni, ashtu siç e keni premtuar 2020-2022, ju si kryeministër, ju t'i merrni meritat që gjua përfundimisht, gjua shqipe, gjua ime të bëhet pjesë e kushtetutës dhe të krijohet një harmoni ndëretnike e cila është më se e nevojshme për qytetarët. I keni numrat? Од друга страна, премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи му на пратеникот Реджепи, рече дека и понатаму стои зад неговиот став дека не ги гледа граѓаните како бројки, туку како квалитет. Тој го повика пратеникот Реджепи, како опозиција, да го поддржи законот за правична и соодветна застапеност, каде што според него фокусот нема да биде врз процентите, туку врз мерит системот. Да, јас поддржувам да не се гледаме низ призмата на проценти, да ви дадам и кој конкретен одговор. И токму затоа ќе имате можност многу скоро овде во парламентот да го гласате законот за правична застапеност, каде што процентите не се важни, туку квалитетот. Очекувам од вас поддршка. И познавам многу албанци, многу, верувате многу, дури можеби повеќе од вас, кои се мои пријатели, семејни, другари, блиски, кои што не сакаат себе си да се гледаат низ проценти. Не сакаат да се гледаат себе си. Јас не сум процент, века. Јас сум доволно компетитивен да не се гледам низ проценти. Со овој настап, ако вие мислите дека ќе добиете симпатија, јас ве уверувам дека добивме неколку илјадници гласа плюс после овој ваш настап. Прво бевте необјективен, ја изгубивте можноста да бидете објективен. И второ, еве, да, јас ви велам, уште еднаш ќе го повторам тоа што сум го кажал во опозиција, не сакам да ги гледам луѓето низ проценти, туку низ квалитет и низ објективна оптика. Премиерот истакна дека секој граѓанин има право да го користи својот мајчин јазик, но според него се прават обиди да се создаде конфликт таму каде што не постои. Тој дури и ги нарече опозицијските представници патриоти од Алиекспрес, велејќи дека додека се во опозиција создаваат етнички конфликти, а кога се на власт промовираат други политички агенди. Пратеникот Реджепи претходно ја критикуваше практиката на испраќање предлог закони до Венецијанската комисија, особено законот за правична застапеност, за кој рече дека бил испратен во комисијата пред да биде усвоен и дека истиот може да претрпи измени пред да помине во собранието.